Какви се последиците од партиските вработувања во образовните установи и колку ваквите вработувања влијаат врз квалитетот на образованието? Вака, значи, партиски вработувања не може да ги генерализираме као едно цело. Пред се, барам ја лично ги делам на две групи: професори кои што се партиски вработени и луѓе кои што работат во администрацијата на школата. Не може веднаш да се стави некак акцент на професори, поради тоа што да, имаат влијание врз училишните служби, али не е тоа. Главниот проблем настанува при вработување на овие луѓе кои што всушност работат во училишните служби. Донесуваат главни одлуки, ние како млади не можеме да се мешаме во работата на училиштето. Стварно има работи кои што сметаме дека треба да се сменат, но буквално се затворени рацете од таа причина, поради тоа што не гледа некако прогресивно на нас, не гледа дека ние можеме да направиме нешто за тоа школа да биде подобро. Инаку за самите професори кои што се на некој начин партиски вработени, исто така не може да генерализираме дека сите професори се лоши, но 90% нив да се лоши, не може да се одвива нормален час кај нив, нема доволно образование и знаење кои што би можеле да ни го пружат. Каков и колкав белек остави претходниот режим кај средношколците? Колкав белек оставија? Голем белек. Во главном нашава генерација своето средно школо ќе го памти по бојкотот, кој што на крајот се испостави како нешто доста успешно. За време на бојкотот се покажа тие партиски вработувања, партиски вработени професори, партиски вработени училишни кадри кои што всушност буквално не запира, не ни дозволуваат да излеземе на протест. Не е во проблемот до тоа што само тие ги исполнуваат своите партиски работи, наставно партиски задачи, него проблемот е во тоа што они ги скратуваат правата на децата. Тоа дете што тогаш е научено дека нема права. Ако нено дете му се споруваат правата, значи право на слободен излез на протест, на мирен протест, за какво детство правиме муавет? Друга работа остануваат и професорскиве кадри кои што исто така мора да се искоментираат. Доста голем број на професориве се партиски вработени, свесни сме за тоа, не даваат доволен импакт во школството, едноставно немаат знаење, не може ни пренесат нешто доколку немаат знаење. Едноставно тие часови се одржуваат доста хаотично и како средношколец нема на што да бидам горд. Што според тебе треба да се направи за да имаме поквалитетно образование? Голем акцент би ставил на тоа неформално образование. Кај нас неформалното образование во главном се води преку овие невладини организации кои што доста често се тргнати на страна. Имав среќа да влезам во тие невладини организации уште на почетокот средно образование и сватив дека се доста битен елемент. Зашто? Пред се ширење на круг на пријателство, гледање на светот од различни перспективи. Ретко кој родител, за жал, дозволува своето дете да навлезе во тие води, поради тоа што кај нас на некој начин тоа е табу тема, цело време се сметам дека се исполитизирани, дека се финансирани од страна, но сепак сметам дека тоа е доста битен елемент на секој средношколец кој што треба да навлезе во нешто такво. Од друга страна, што може исто така да се направи во образованието и да се воведат некои странски предавачи, например, да дојдат да покажат како се одвива целата таа настава на страна. Ако може да се финансира тркало од 25 милиони евра, може да се финансира еден престојен предавач да покаже како тоа функционира. Од друга страна, исто така за овие средни школи кои што функционираат на база на специјализирани средни школи кои што се конкретно за некој занет, треба поголеми пракси. Ниедна држава во светот нема 97% од своите матуранти да влезат во факултет, односно да се стрема да станат академски граѓани. Тоа е невозможно. Така да почетни мерки кои што би требало да се спроведат според мене се баш овие.